Почитувани слушатели, добродојдовте во ЕС Спорт. Анчелоти потврди. Касемиро оди во Манчестер Юнајтед. Тренерот на Реал Мадрид, Карло Анчелоти, потврди дека Касемир донел одлука да замине од Бернабеу и да се пресели во Манчестер Юнајтед. Веќе нема дилеми. Касемиро наскоро ќе стане фудбалер на Манчестер Юнајтед. Зборував со Касемиро. Тој сака да проба нов предизвик. Ние ја разбираме неговата одлука. Преговорите се во тек, но тој одлучи да го напушти Реал Мадрид, вели Анчелоти. Касемиро нема да игра во сабота, за мене. Го потпишавме Чуамени и тој е еден од најдобрите на пазарот. Потоа ги имаме Крос и Камавина. Вчера сватив дека ова со Касемиро е реална работа, но моите планови не се менуваат. Ги имаме Модрик, Крос, Чумани, Себалос, Феде, Камавинга, 6 фудбалери од средниот ред се доволни за ова сезона. Тие се многу добри. Евертон тргна по Елиф Елмас. Италијанските медиуми пренесуваа дека премиер лигашот Евертон сака во своите редови да го донесе македонскиот репрезентативец Елиф Елмас, кој ги брани боите на Наполи. Наполи летово работи на трансформацијата на тимот, па можно е да му дозволи на нашиот Елмас да го напушти клубот. Денеска на медиумските прегледи во Неапол се пристигнати две нови засилувања и тоа Джакомо Распадори од Сасуоло и Танги. И двајцата офанзивци, што значи дека клубот ќе треба и да се ослободи од некои кои се вишок. Еден од тие, а за кој постои интерес од други клубови, е токму македонскиот репрезентативец Елиф Елмас. Според трансфер експертот на Sky Sport Италија, Джанкула Ди Марцио, Евертон е заинтересиран на Елмас, а Наполи би можел да го ослободи и од мексиканецот Ирвинг Лосано, за кого се интересира Манчестер Юнајтед. Елмас никогаш не стана стандарден првотимец во Наполи и најчесто влегува во игра од клупата за резерви, како што беше случај и на отворањето на сезоната во Серија А минатиот викенд, кога ги одигра последните 22 минути на гостувување кај Верона. Следниот месец ќе наполни 23 години, а договор на Наполи има до 2025 година. Вредноста на македонскиот бисер според Трансфермаркет се оценува на 24 милиони евра. Од доаѓањето во Наполи летото 2019 има одиграно 127 надпревари во сите надпреварувања, постигна 11 гола и асистираше 8 пати. Детали за Охридскиот маратон. Пријавени 20 на пливачи, АМС помага со 10.000 евра, град Охрид со организацијата. А денешната пресконференција беа потврдени детални за новогодишниот Охридски пливачки маратон. Маратонот ќе се одржи на 10 или 11 септември, а надградниот фонд финансира од Агенцијата за млади и спорт ќе изнесува 10.000 евра. Деновиве прво беше објавено дека годинава нема да има Охридски маратон и тоа токму кога треба да се одржи јубилеот 60 издание. Според договорот, сите трошоци околу организацијата ќе бидат на општина Охрид, а Агенцијата за млади и спорт ќе го покрие надградниот фонд. Маратон ќе има и радосен сум, што иако се исправија многу пречки пред нас, успеавме сите да ги надминеме.
После вчерашниот координативен состанок, заклучок беше да најдеме начин како да ги организираме, а после состанокот со директорот на Агенцијата за млади и спорт донесени се следните заклучоци. АМС ќе се покрие ниот фонд од 10.000 евра, сите останати трошоци се организацијата ќе ги покрие град Скопје и Советот ќе донесе одлука за издојување на 2 милиони денари од буџетот за ова намена. Бидејќи сметката на НПФ е блокирана, парите ќе ги префрлиме на Охридскиот клуб, кој ќе биде вклучен. Организацијата изјави на денешната пресконференција градоначалникот Пецаков. Одговорите кои се чекале од пливачите биле позитивна на овој маратон ќе настапат 20-тина. Првиот човек на Агенцијата за млади и спорт, Наумче Мојсовски, посочи дека термините е 10 или 11 поради обврските на надпреварувачките кои други надпреварувања. Проблемите кои се настанати не се од сега, туку од поодамна и се директно и исклучивно само на пливачката федерација која треба да биде носител на организацијата на манифестација како што е Охридскиот маратон. Тој ова година би требало да се одржи на 10 или 11 септември поради тоа што сите пливачи во моментов се на други надпреварувања. Продолжува стапуницата со Роналдо, сега не сака да си оди, ама бара засилување. По повеќенеделни шпекулации околу заминувањето на Кристијано Роналдо, излегува нови информации кои укажуваат на тоа дека дошле до целосен пресврт. Наводно, тој ниеднаш официјално не побарал да ги замине, но сепак е разочаран од малите амбиции на клубот на трансфер пазарот. Англиските медиуми пренесуваат дека извршниот директор Ричард Арнолд го посетил Роналдо во неговиот дом во Манчестер и му гарантирал дека Юнајтед ќе направи голема трансфери летово. Веројатно во таа насока и се поверојатниот премин на Касемиро, за кого е разговарано со Роналдо и тој го одобрил трансферот. На листата на желби на Юнајтед се наоѓаат уште Јаник Караско од Атлантико, Коди Гако од ПСВ и Антонио кој блеска во дресот на Ајакс од почетокот на сезоната. Ви благодариме на вниманието. Останете со програмата на AC Radio.